Добро вечер, ова е Фолк Ексклузив. И ова издание ви подготвивме многу интересни содржини. Во Фолк Ексклузив, оваа вечер ќе гледате. Елена Гавазова. Вие секојдневно гласате на весело.мк. Па погледнете сега како изгледа топ листата од 5-то до 2-то место за оваа недела. Место број 5. Анета Арсовска. Бомба. Ti ne me poznavaš, štom taka igraš, no ke ti kažem, mnogo riskiraš, premalko vložuvaš, a mnogo baraš, zasi te maži, prikazna stara, baš me nerviraš, ke eksplodiraš. Bomba, bomba, pazi kaj gaziš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ne sum, bomba platonska. Bomba, bomba, pazi kaj gaziš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ja sum, bomba atomska. Ti ne me poznavaš, štom taka igraš, no ke ti kažem, mnogo riskiraš, veke te naučim, brojam do 10, sega sum dobra, porano greše, baš me nerviraš, ke eksplodiraš. Bomba, bomba, pazi kaj gaziš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ne sum, bomba platonska. Bomba, bomba, pazi kaj gaziš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ja sum, bomba atomska. Место број 4. Зуица Лазова. Скопје. Со музика, сонцето пак се раѓа со музика, таму задводно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чаршија, баклава ке се прави на коледе, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори, понсори вари. Ej, Skopje naše jajce vacano,
i gajle, a na večer lipite koga cuta Skopje, na Skopje mirisa. Место број 3. Татјана Стефановска. Какво срце имаш ти? Место број 2. Андријана Кеш. Заљубена. Ajde сега биди фраер, биди ши.
За следниот прилог ни беа домаќини Потфат МС. Тоа е најстариот моторчески клуб во Македонија. Ние навистина приубаво си поминавме. Погледнете го тоа. Потфат МС е моторчески клуб кој постои од 1998 година и е најстар клуб во Македонија. Овој клуб е со традиција, во кој што основните цели на сите членови им се лојалноста и довербата. Фолк ексклузив беше со причина таму, а тоа е полнолетството на Потфат МС. Малку порано стигнавме на договореното место и ги начекавме како се подготвуваат за снимањето. Разговорот го отворивме со Методија Чолаков Теди, председателот на Потфат МС. Кога ќе помислам на Потфат МС, помислувам на клуб со голема традиција, долги години постоење и со многу строги правила. Кои се тие строги правила? Строги правила. Па вака, Потфат МС постои веќе од 1998 година. Сме независен клуб, прв МС клуб во Македонија. Прво тоа мора да го кажам. Годинава славиме полнолетство. Да се навратам на строгите правила. Строги правила. Зависи кого како. Ние сме клуб кај што не одиме на квалитет, не одиме на квантитет, него одиме на квалитет. Пред се лојалноста и респектот, да. Лојалноста и респектот ни е на прво место. Секој пат оставаме луѓе што сакаат да бидат околу нас и со нас, оставаме сами да го одлучат тоа, не одиме на нападност на некој начин. Има период каде што се дружиме, потоа сам се изјаснува дали сака да биде со нас, па имаме период, проспект период, ние го нарекуваме, од минимум година дена, каде што веќе проспектот има обврски према клубот и како што и клубот има обврски према проспектот. Сепак е тоа некој си тест период, пак ќе кажам, за провереност и стекнување на доверба, затоа што довербата тешко се стекнува. Интересно е тоа што самите себе се нарекувате братство и дека сте браќа едни со други. Зошто не примате сестри тука? Зошто е овој моторчески клуб е само за маши, за машкиот пол? Па вака, не е само овој клуб, него секој МС клуб во светот се базира на тоа братство. Сестри. Секој од нас, некој од нас има сестра дома, да. Меѓутоа, сепак ова е не е дискриминација, меѓутоа е братство на некој начин. Така би го квалификувал прашање. Моторите, кацигите и елеците се најсветите работи за моторџиите. Елеците ги чуваат само за себе и најстрого забрането е да се даваат на други. Но за нас направи е исклучок. И секој член има различни бои на своите елеци. Еве зошто е тоа така. Значи, тоа што си приметила и самата, имаме тој почеток само супорт. Значи, не мора да си и моторџија, како и ти што доби елек со супорт, тоа може секој да го носи. Меѓутоа, после тоа, кога се станува проспект, се добива само долниот печ, Македонија и МС. Од кога ќе ги заслужи боите на клубот, тогаш се добива цел печ. Вие си имате мотоклуб, односно тоа е ова, така ли се нарекува? Не, се нарекува Клубхаус, ова е наш Клубхаус, веќе трета година, се наоѓа на Средноводно, благодарејќи на Црвен крст на град Скопје. Сме во голема соработка со Црвен крст веќе 10 години сигурно. 12, така, негде. Соработуваме, се дружиме, помагаме, хуманост, затоа што кај бајкер можеш поише хуманост да најдеш него кај обичен човек. Бидејќи кажавте дека кај моторџиите можеме да најдеме многу поголема хуманост отколку кај било кој друг човек. Каде сте се соработувале со Црвен крст и сте помогнале? Па вака веќе како што кажав, поише од 10 години сме заедно со под иста капа со Црвен крст. Веќе 11 години некои поише даваме крв. Правиме разноразни акции.
Уназад поише години, секоја година Потфат МС прави собир, моторџиски собир, тоа е третиот викенд во јуни, каде што секој пат сме со децата со хендикеп, значи одвојуваме средства, помагаме, одиме со нив, се дружиме, доволно е кај нив една, како да ви кажам, тоа е посебно чувство кога одиме на родендени, на полуматурски нивни, на матурски, они се пресрекни, а ние кога ќе ги видиме колку се срекни, тоа е доволно за нашите срца. А која е најдалечната дестинација на овие моторџии? Бивши ју простори, Чешка, Словачка, Полска, Хрватска, Словенија, Германија, Англија сме биле. Бидејќи моторџиските клубови и моторџиите, колку што знам, слушаат рок музика. И дали вие слушате македонска музика и дали ја почитувате македонската традиционална музика? Да, обавезно. Мислам, не знам, некој да каже дека не слуша македонска народна музика, не знам како да го квалификувам. Која е вашата омилена македонска народна песна? Има многу. Секоја музика ме потсеќа на некој мој брат од клубот. Пример Даниел, подпредседателот со Миле Поп Јорданов, кога ја слушнам него, на тоа ме потсеќа многу. Мислам, стара македонска музика, нови некако не знам, не можам да кажам, меѓутоа не ми сметаат, али меѓутоа пак ќе кажам македонската, стара македонска музика си ја поштувам. Вашата омилена песна? Македонско девојче. Зајди. А која од фолк звездите би ја имала честа да патува со овие моторџии? Со кого би пропатувал? Низ цел свет. Дали ќе ме пуштат од дома, не знам, меѓутоа со Елена Гавазова. Знаеш како ме погледа? Елена Гавазова. Теди, ајде од почеток, со кого би патувал? Па не знам, би пропатувал со Гавазова. Кажи, ти знаеш со... А уште некоја ти треба? Да, па досадно ќе ми биде иначе. Со Блага Петревска. Исто, па да, зашо да не. Блага Петревска, да. Така се знаеме со жената. Доколку и мене ме пуштат како и Теди, и ја би отишол можеби со Анета Моника. Со Сани Барби. Влегуваш во клубот како проспект и доколку заслужиш, стануваш член. Па член во Потфат МС се станува со по заслуга. Значи минимум е 1 година, а за членството за добивање на full member, како што се кажува, или целосен грб, моментално имаме само дели Македонија МС од позади, одлучуваат членовите во клубот и комитетот. Дали вие мислите дека ќе станете набрзо членови? Па не е тоа до нас. Значи, како што кажа на Гого, да се стане член во МС клуб, како што е Потфат, треба да се заслужи со целосно залагање за клубот и со давање комплетна поддршка и респект кон членовите и за све што се залага клубот, така да се надеваме дека добро напредуваме и дека даваме се од себе за да станеме членови. Одлично. Дали слушате македонска народна музика? Па да, слушаме македонска музика, ги почитуваме, значи македонските пејачи и песни, а после некоја чашка ракија најчесто подрум одам мајче или некоја друга стара народна. Пред да тргнат моторџиите на пат, заедно го прославивме родинденот на еден од членовите. Благодарам многу што не поканивте и што бевме дел од вашиот клуб и што таку убаво не нагостивте. Ви посакувам многу убави вожњи, лесни вожњи и се гледаме повторно. Фала што дојдовте. Баш интересно нашава дружба со вас. Би сакал да ги поканам сите на 17 и 18 јуни нашиот собир овде на Водно, на Средно Водно, каде што ќе има рок бендови, ефтин пиелок, ефтин едење и тоа е тоа. А може би некоја фолк звезда?
Па да, као гостин може да. Bez ке umrem što te nemam, onako ti kumoj, slano potrebe moj, što te vidam telo mi gori, odum od ke slegnam, su tebe da legnam, bez ке umrem što te nemam, onako ti kumoj. Откако слушнавте кој се наоѓа од петото до второто место, време е за првото место и за предлогот. Оваа недела предлог е Наум Петревски. Чујте ги. Предлог за оваа недела. Наум Петревски. Птицо бела. Кај си, моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Ležam, ptico sam i tažen, ovoj život lažen, go prokolnuvam. Nemam srce ni tu silav, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi noki pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim i da ja zaboravam. Odi letni ptico bela, prekusite neba i pronajdi ja. Da ja prašaš ptico bela, da li koliko mene tata guva. Nemam srce ni tu silav, duša imam, nemam ništo bez neja.
Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептен многу кефлија, со вратија со мене тајфа колема. Враце носам прстен бурма венчана, ќе те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Татко ти да знае, а и мајка ти, носам тарој сватој еми музики. Ширум ваште порти, отворете ги, викнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Твојот сокак нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба голема. Ајде, татко, налеј вино ракија, мајко, фати орозе до небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане, нека остане. Толку за вечерва. Утре е среда во 20 часот и 30 минути. Не пропуштајте репризата на Фолк Естрада. Довидување.